Полза од знаење, комар играње и свирење. Чита Александар Стадојков. Во еден град имало еден трговец. Трговецот си имал само еден син. Син му од богатиот бил многу итар. Од што бил итар, се сакал да научи, а ардома татко му не го оставил да се учи ни на книга, ни на некоја свирка. Тамам ќе земел книга в раце да пеи или некоја свирка да засвири, веднаш татко му ќе го спашкал. Море книгата леп не ти дава, бре синко, така му велел. И свирката: работа тебе ти треба, разбра или не разбра? Се едно вака го пашкал богатиот сина си и не го остал да се учи за ништо. Во тоа време се отворил еден панаир и богатиот го пуштил сина си на панаир да купува стока. Ама тој не купил стока, ами отишол на даскал да се учи книга. Бидејќи имал голема севда за учење, во брго време се научил турли книга. Турли писмо можеше да напише. Од кога се научи книга си отишол дома без никаква стока. Со голема лутина го пречека татко му. Каму стока, бре синко, му рекол. И заошто се забави толкова време? Али се најде со непечалени пари на туѓина и си изел? Овој ред стока не купив, татко, му рекол син му. Оти купив ум и разум. Да, ако сум жив, до реда ќе купувам. Чекај коњу до зелена трева, толкова пари сега и запусти, да до реда ќе си испечелиш, му рекол татко му и го арнисал. Дошло време пак да се отвори панаирот и му дал пари татко му на синот, да го пуштил на панаир по стока, ама со големи порачулоки, заплашувајќи да не ги изеит парите. Ошол син му од богатиот на панаир и наместо стока да бара да купуват, избрал едни чалгаджи што свиреа со ќеманиња. И се клеисал при нив да се учи ќемане. Во малце време беше се научил да свири ќемане 1000 пати од мајсторите што учеа поарно. Чунки имал голема дарба да учи чалџија и друзи научи. Вистина, се научи ќемане син му од богатиот, ама и паричките сите си изел и си отишол дома без стока. Кога го виде татко му без стока, Ифрат беше се сторил од лутина. Го суди, го кара, ама мајка му излегла јардамџија и па го смири. Дошло времето, пак се отворил панаирот и син му од богатиот го помолил татка си, за да му дај трети пат пари да оди на панаир по стока. Да, ако му изгубите тие пари, него нека го продаит и да си иземит парите. Му се тоарила и жената му на богатиот, за да му дајат пари уште еднаш. Многу ми се тоараш и ти, жено, ја рекол, да му давам пари. Ама ако изгубит без друго ќе го продавам и синот и ќе си ги земам парите. Без да го жалам, од еден син имам. Чунки парите се помили од син ми, и од татко и од мајка. Немој после, жено, да се срдиш и кабајт да ми наоѓаш. Саде дај му ти домаќине, да, ако сакаш тоа правим, му рекла жената му. На тоа згора изваил пари и му дал, та го испратил на панаир. Одејќи на панаир, тргнал да шета по чаршија да гледа што стока да купи. Шетајќи, се уморил и се вратил во едно каве да се напие едно каве. Кога видел едни каегрле со книги комар, се прибрал до нив и врлил мерак да се научи да игра комар. Кога му се курдисал, ти играл, вистина, сите пари запустил, ама па се научил да биде страшен комарџија, што да не може никој да го ендисат. Од кога го научил и тој занат, си отишол дома при татка си, пак без стока и без пари. Кога го виде татко му пак без стока, толку многу што беше се налутил, што змија да го каснеше, змијата ќе се отруеше од него. Го суди, го пусти, оти да му и запусти сите пари и да го остаи сиромав да биди. На тоа згора го грабнал за рака да го носи в чаршија да го продаат. Се расплакала жената му да не го прода, оти кој ќе чуе што ќе речи, онцина си го продаде сина си.
Арно, ама богатиот ни жената си ја слушал што го молила, ни сина си што му се таксувал да му испечали парите 100 като и поеќи. Го повел по себе и го изнесол на теljal чаршија да го продаат. Еј, слушајте вамо, луѓе, викал трговецот. Син ми изеде толкова пари, за толку го продавам. Кој го сака, нека го купи. Така викал богатиот, а пак син му викал инаку. Луѓе, слушајте ваму вистина, татко ми ме прода, ама кој ќе ме земе, пишман ќе биди, и кој не ќе ме земи, пак пишман ќе биди. Мнозина муштери беше се заватиле да го купуваат, Арнаомо слушајќи тој збор пишман кој ќе го земи, и не си удирале на пазар да го купат. Имало некој богаташ дојден од царскиот град во тој град и застанал да слуша кај што го продал богатиот сина си за толкова пари. Слушајќи зборот од син му на богатиот кој ќе го купал, пишман ќе бидел, се гибнал богатиот јабанџе и се заинатил та го купил и да види оти не се плаши од едно ќоле, му набрал парите на татко му и му го зел синот. Не купувајме чорбаджи, му велел, оти пишман ќе бидиш. Не купувајме чорбаджи, оти ќе се пишманиш. Арнаомо богатиот бил толкова богат што прв риџаџија при цара бил. И малку иначе бил тики не слушал што му се фалил син му од богатиот со пишманлако. Ќе ти кажам јас пишман што ќе бидам, да те пратам дома густите да ми пациш да ако бидам пишман. Увелел богатиот и го предал на гавазо што одел по него да го однесат на конак кај што седел. Вечерта напишал една книга до жената си и во писмото му пишал вака. Слушај вамо, моја домаќинко, ова момче што ти го праќам го купив за толкова пари за да ни биди ќоле. Да му и даиш густите да и пасит и поеднаш на ден леп да му даваш. Во гускарница да лежит. Него да го тераш, алето да го фрлат. Со една реч. Сите работи најтешки и најгнасни него да го тераш да и прави. По еден месец јас си идам и кажи му на царо со топој да ме пречекаат. Го внесол во една ѓемија и му го дал писмото на гимиџијата да го испратил дома. Во гемијата имало многу патници и почнале да си играат со книги, од првин со кончина. Почнале после по 5 пари и најпосле ја заватиле со помногу пари комар да играат. Беља се тие проклети папази, дури да се заигра човек, да после колај не може да се остаи. Во таа играчка се смешал и гемиџијата. Арнаомо гемиџијата немал маривет во играњето комар, тики му оттисале сите пари што имал и да најпосле му ја оттисале и ѓемијата. Го тргна настрана момчето гемиџијата и му посака неколку пари да игра тоа за него. Му дал некоја пара, уште што имал гемиџијата, и почнал да игра со комарџиите. Ами, лели, знае син му од богатиот марифет за тој пусти комар, едно беше се заватил да играт и во еден саат се му оттисал и му и предал на гемиџијата. Еве се ќе ти давам, пријателе, му рекол син му од богатиот, твое да биде. Само да ми го даиш писмото што ми го даде чорбаџијата што ме купи мене за ќоле. Од која ќе го видам, па ќе ти го дам. На часот гемиџијата му го дал писмото со голема благодарност. Од која го зел писмото, отишол во некој ќош и го отворил, та го препел и видел што пишувал внатре. Зел една книга и напишал едно друго со истото писмо него, ами истото веќе било писмото, ни земи ни дај. Во писмото му пишал вака. Слушај вамо, моја мила домаќинко, едно ќе го пеиш писмо во што ти го праќам со ова момче, умно и разумно, од најбогатата фамилија од овој град. Сум го дексал да го сторам домазет за милата ни ќерка. Едно идење при вас, милионизет, ќе го облечиш во најскапијалишта. Прстено мој со најубаите джевајри ќе му го даиш и да викнеш владиката да го венчаш со ќерка ни. Да јас, кога ќе си дојдам, царска свадба ќе направиме. Да се чуди мало големо дека сме зеле такво умно и разумно момче што го нема во крај земја.
Немој домаќинко да преступиш во ова што ти го пишувам и да го насрлиш момчето, оти после џуап не можеш да ми даиш. Напишувајќи вака писмото го здиплил како што беше здиплено и го мурлеисал таму го дал на ѓемиџијата. Дошле во царскиот град и го зел ѓемиџијата со себе син му од богатио, та го предал на чорбаџијата заедно со писмото. Едно творење писмото и го препеале, на чудо беше станале задека му пишал така. Арно ама зборо назад ич бидоа да му се врати на тој чорбаџија. На часот го променила син му од богатио со најубајалишта како за зет. Исто ја променила ќерка та викнала владиката и венчала. Му дала клучеите од маазите, од сандаците и го сториле цел домаќин. Седејќи едно утро во првата одаја, син му од богатио на пенџера, го видел царот кај седи на пенџера и тој да си пие нарѓуле. Ја чекај да посвирам едно мане со ќеманено, си рекол сам со себе, да ме чуе царо и да се почуди. Кога тргна прачката, брате Мило, да свири, секој што чул застанал да слуша и се забореел да си оди по работата. А пак царот балдисал од сладина на мането што свирел. Од која заптисал свирењето син му од богатио, царо пратил да го викни при него да му посвири. До тогај царо не беше чул такво убаво свирење. Утро вечер се го викал да му свири. Толку го замилувал царо, што прв риџал за него да го зел. Од ортома човек пуштал, од што го милувал царот. На месецот тргнал богатиот да си иди дома. Идејќи пратил писмо дома и до царо, оти си идел. Бидејќи бил многу големџа, се сакал да се прчити, да се фалит, дека го честил царот со топој да се пречекува. Момче, му рекол царо, еве дедо ти кај си иди и ми пишуват да го пречекам со топој, чунти него го имав најпрв при мене, а пак од сега тебе ќе ти имам прв при мене. Верувам, честити царе, му рекол син му од богатиот, оти мене ме милуваш поеќе, или ќе те молам за да му кажиш на деда ми, оти мене ме милуваш поеќе, да не му врлаш топој кога ќе иди дедо ми. Пеки пријателе, му рекол царо, еве заатр ќе заповедам да не се фрлаат топои. На тоа згора втасал богатиот на скеле и чекал топој да фрлаат. Немало. Видео ти царо не го почестил и бидејќи беше многу сербес, од скеле право отишол кај царо као да учија. Влегол при царот и царо не му рекол да седни, чунки зет му до царо седел. Кога виде богатиот и него почести царо, му се поклони и како устрамен си отишол дома. Шуана, кое ќе беше тоа момче што седеше до царо? Си велел сам со себе богатиот. Ми прилегаше како ќолето што го купив, а ако е тоа големо чудо и приказна ќе биде. Јас да го купам за ќоле, а тоа да стани господар и да седи до царо. Спроти како што не врли царо топој и не ми рече седни, треба тоа да е. Спроти како што велеше пишман ќе биде тој што ќе ме купи, пак треба да е тоа. Арно, еве тоа да е, ами како може во еден месец време да се спријатели со царо толку? Ај, дома кога ќе си појдам, сета работа ќе ја научам. Со тие мисли чорбаџијата си отишол дома и едно влегол в порта, го пречекала жената му со ќерка му, таму се поклонила доземи ќерка му спроти адето и посегнала да го бакни во образ и после рака. Кога ја виде чорбаџијата ќерка си направена невеста, на големо чудо беше станал и му притекнало ти ќолето треба да му курнисал таа лага. Мори да би Господ ти платил, жено, ја рекол богатиот. Што си ја направила ќерка ти невеста? Кој беше тој пес што ти излага и зарезил си ја направила ќерка ти невеста? Кој беше тој пес што ти излага и зарезил те напри тебе и мене? Ја земи писмото што ми го прати по ѓемиџијата заедно со момчето, му рекла. Ја пеј го да видиш што си ми пишал во писмото, домаќине. Го зел писмото и го отпеал. Кога го пеа се чуди и се пречуди
Како да пише така, чунки? Тој пишел за момчето да биде гускар, а не домазет. Го гледат писмото, истото било него, ниту едно слово немало менето. Се чудил и се уварил на зборот од син му на богатиот што велеше: пишман ќе биде кој ќе ме земи и пишман ќе биде кој не ќе ме земи. Вака јас не ти пишав, жено, и рекол богатиот, за да му ја дај шерка ми на ова момчами. Ти пишав да го направиш гускари и најтешката работа да го тераш да работи. Арно, ама домашниот Есап не излегувал чаршија. Најпосле, ашкол сум ти му речам на зетов што го сторивте, што можел до овде да ја дотера оваа работа. Кога го купив од татко му жено момчево, ми рече ти пишман ќе бидам ако го купам и пишман ако не го купам. Така ми рече. Арно, ама јас, бидејќи малци на етчија, го купив како за инат да видам за ошто ќе сум се пишманел и за ошто не ќе се пишманам. Ете вистина како што велеше, така излезе. Пишман сум што го купив и ти излага тебе да го сториш зет, а пак пишман не сум, од историв еден таков ербаб зет што да седи до царо и да има поголема чест од мене. Ајде, ќерко, ела да ме бакниш во образ, се сврте од кај ќерка си. И бакни ми рака да ти речам Ирлија. И запрегнете се да правиме свадба за секој што да чуе да прикажува и за зето и за свадбата. Во тие збори втасал зето од кај царо дома и едно влегол в куќи, рипнал богатио и го бакнал в чело, та му почестил. Текла крдија не му рекол оти како направи, што му ја зел ќерка му. Исто и тој, зето, не му кажал како стори што му ја зел. На тоа згора пратил син му од богатио по татко си и по мајка си да си дојдат и тие при него, да после да прават свадба. Едно земање абер татко му и мајка му оти, станал домазет при најпрвниот богат и му отишле. Бре татко, видео ти јас печели 1000 пати поеќе пари од колку што ми даде ти, му рекол. Видов, синко, му рекол татко му, да си ми благословен и векојот, те молам, синко, да ми простиш што те продадов. Простено и благословено, татко, нека биде од мене и од Бога. И јас за тоа нема да ти се срдам, чунки знам, оти секое зло што му иди на човека, му иди за неговата добрина. На тоа згора кордисаа свадба царска, цел месец што ја праеја, и си живееја со сите убајање и со голема чест и слава беа.